Кажи. Момент. Бате, организацијата активирала бомба на еден пазар. Директорот на регионалното разузнавање сака итно да се видите. Нека дојде. Нека дојде, може. Стојте! Тебе те чекаат. Каде е Селви? Каде што треба да биде. Во собата. Мемати, вистината за вас двајца е оваа. Не сакаме ни твоето име да се извалка, ниту ќе дозволиме Селви да се извалка. Абе, сега сите ќе ви извалкам. Со сила ја држите затворена. Што правиш, бе ти? Стани, Цвето, си одиме. Од тука само лешот на Селви ќе излезе. Врати го тоа на место, ќе се повредиш. Во паметот уште ме гледаш, малечок. Сега ти полоци го отпеавте. Остаревте. Вие завршивте, братче. Заврши вашето време. Прифатите го тоа. Или јас ќе ве натерам да прифатите. Цинко, нема приказни такви работи. Тие што ги мислиш кумови сите се државни пиони. Ако државата не им дозволи, не прават ништо. Не плукај на вратата од која го јадеш лебот. И на татко ли државата му даваш инструкции? Чиво ли беше презимето Карханли? Татко ти малко ли му служеше на Карханли за да му даде смерници нему? Доста! Доста со вашето однесување. Ние со Мемати одлучивме да живееме заедно. Ако треба за тоа, од сите вас ќе се откажам. Не ме тере да те убијам. Јас си одам. Ако сакаш, пукај. Пустат! Пустат, престани! Мамо? Мамо! Мамо? Мамо! Мамо? Што направи Пусат? Трни се! Мамо, добро ли си? Мамо, одговори ми. Браво! Првото пухање и мајка ти ја повреди. Ти ќе бидеш голем кум. Седни. Не стој на нозе. Северен Ирак е многу убаво место. Таму убаво го прават турското кафе, не се секирај. Само што се навикнав на Турција. Почнав вас да ве запознам. Ти дојде памет во главата, значи, а? Верувам дека тука ќе бидам попотребен. Ако мене ми се посветиш, нема да остане само во Турција. Ќе те обезбедам во Вашингтон да дојдеш на важна позиција. Ве слушам. Организацијата и турската држава почнаа да соработува. Нашето посредништво не е можно во оваа конјунктура. Сакам ти да посредуваш. Штом сакате јас да посредувам, сигурно имате долгорочен план. Што очекувате од мене? И без тоа организацијата е под моја контрола. Ти ќе постигнеш пола талентар да биде задолжен за соработката на турската држава со нас.
Мислев дека Полат Алемдар е ваш најголем непријател. Полат Алемдар, кај турскиот народ, ужива најголема дореба, лично што сите ја сакаат. Него само со ваквите средби можеме да го ослабиме. Таквото нешто, ако дојде од организацијата, нема ли да биде полесно? Полат Алемдар е паметен непријател. Организацијата, ако сака, ќе разбере дека јас сум во позадин. Побрзајте и паѓа притисокот. Не грижите се, господице. Мајка ви е во сигурни раце. Стој! Држни се да влезам натре. Не може. Застани, синко, каде ќе одиш? Ти не се мешај. Ова е семејна работа. Ќе ти покажам сега семејство. Косно. Пусат. Мама внатре лежи. А ти се уште продолжуваш со глупостите, нели? Ако нешто се случи на мајка ми, цел живот нема да ти простам. Косно, повика едно двајца од момците, да не се оддалечат од снајката Селви. Разбирам, господине. Добре дојдов. Добро бе најдов. Бате ве чека. Добро. Повелете. Повелете. Здраво. Повелете. Како можам да ви помогнам? Како што знаете, преговорите со организацијата државата ги доведе до минимум. Ние преговорите ги одложивме, но организацијата се труди да ги продолжи преговорите и понатаму. И онака лидерот на организацијата е во ваши раце. Државата за оваа работа се труди да создаде стратегија за лидерот на организацијата да го приклешти. Но тешко е со останатите членови од организацијата. И лидерот на организацијата има таква тактика исто. Јас лидерот го фатив, го пикнав во келија. Ако треба, да го притегнам за грло за да направи што треба. Не се договоривме така со тие што не го предадоа лидерот. Тие што се договараа веќе се историја. Сега се променети условите на договорот. Порано тие ни ги предаваа на писмено нивните услови, сега ние ги пишуваме условите. Затоа нам ни е потребно време. Затоа и дојдов кај вас. Сакаме вие да ги продолжите преговорите со таа организација. Вие ли сакате? Организацијата ли сака? Позади организацијата Израел или Америка сака? Сите со своји причини вас ве сакаат, а ние најповеќе сакаме нив да ги притиснеме во ќош. Затоа што ако вие одново ги почнете преговорите, тие ќе станат неактивни. Знаете за денешните случувања. Ако ништо друго, известно време ќе спречиме нивните граѓани да страдаат и да ги спасиме од умирање. Тоа не е решение. Ние имаме потреба од покорените решенија. Истото ќе се повтори. Преговорите повторно ќе ги блокираат и ќе се обидат да направат психолошка предност на организацијата. Нема друга алтернатива. Ве разбирам. Кога престанува државата да преговара, Полат Алемдар на своја иницијатива преговарал, ке речете, мислејќи дека ќе ја спасите гордоста на државата. Знаеме дека вашата гордост е голема. Мојата гордост не ми е на крај памет. Јас за овој народ не само гордоста, туку душава. Најмилите мои ги жртвував. Ама никого не можете да убедите дека јас без знаење на државата преговарам. Ако вие ги убедите агентите внатре во државата, ќе ја информираат дека тоа не е така. Нели е така?
Пријатно. Пријатно. Како изгледа бат? Замрсено. Побарај го ме мати да дојде. Имаш ли нешто да додадеш на изјавата? Се каам. Ако се каеш, кажи ми што знаеш за организацијата за ние да ти помогнеме. Ти погрешно ме разбра. Јас се каам дека пред да го спроведам дејството бев атен. Се каам што за организацијата и за мојот народ не направив тоа што требаше. Излези надвор! Обвинителка, ја злоупотребувате вашата положба. Го наведувате клиентот. Нема од тебе да учам за мојата должност. Ти овде си за да го браниш осомничениот или да ги браниш интересите на организацијата? Према тоа облекува ја наметката, господја адвокатке. Не можете со мене вака да зборувате. Ке ве тужам, да знаете. Оди каде што сакаш, тужи ме. Татково име? Чекај, Фатош. Пред да почнеме да те замолам, донеси ми една вода. Господи обвинителке, најверојатно сакате мене да ми испратите внатре. Многу е веројатно дека ќе бидеш дешифриран. Ако внатре те дешифрираат, организацијата ќе те среди. Дојдов до многу важна точка. Ке се приближим до највисоките. Сега не можам да се откажам. Во мое отсуство не можете да го испрашувате. Повелете. Во твое отсуство ни вода не можам да се напијам. Наша должност е да земаме изјава. Што е, Абдохи? Зашто требало итно да зборуваме? Бате, ке си го прашаш бате Полат, па и ние ке дознаеме. Мемати, каде си ти? Брат, тој глупавиот пусат додека ми глумеше, погрешка ја упука Несрин. Затоа бев зафатен. Што? Како е состојбата? Не е во животна опасност, ќе и помине. Мемати, државата сака ние со организацијата да се сретнеме. Бате, за тоа ли дојдоа луѓето? Да се сретнеме, брат. Ако видиме дека не прават како што ќе им кажеме, таму ќе ги упукаме и готово. Од таа работа и ние ке настрадаме. Зошто ние да настрадаме, Абдохи? Бате, како прво, организацијата нема потреба од средба за договор, туку да се чуе за нив. Зошто нас не бараат? Затоа што само ние останавме чисти. Во право си. Јасно е дека имаат некој план. Работата е ние што ќе правиме. И ние ќе правиме наш план, зар ќе подвиткаме опашка пред притисоците? Брат, до сега кој не те притисна тебе? А ти пак правеше планови, јас сум мирен многу. Абдухеј, побарај го кара. Да видиме што знае тој. Дошо е што го фатија другар ти Берведен. Добро е што јас раководев со другата екипа. Ја остваривме нашата задача.
председателя, јас да се